Расте бројот на семејно насилство во државата. Според последните анализи на невладиното здружение ЕХО, само минатата година 288 жени пријавиле дека се жртви на физичко или психичко насилство, што за разлика од 2022 овој процент е зголемен за 176. Сега е зголемен за 176%. И со тенденција оваа бројка да расте се повеќе затоа што забележавме дека всушност се зголемува и економската зависност на жените, што допринесува тие и да не пријавуваат, меѓутоа и откако ќе пријават да се предомислат и подоцна да не бараат некои законски решенија и да не покренуваат законски постапки. Семејното насилство е директна последица на родовата нееднаквост и затоа е потребно да се работи на подигање на свеста во јавноста. За жал се уште има стереотипи, а некои професии се делат на исклучиво машки и женски. Ова е неизразено во науката и политиката. Само 2,5% од општините во државата имаат жена за градоначалник. Тоа не значи дека жените не можат подеднакво, на хартија може да се вклучат, меѓутоа треба низа на предуслови да бидат создадени, како што она што значи поддршка на жените да се вклучат во јавниот живот, меѓутоа исто така и создавањето на квоти на различни нивоа. Да речеме, ние само во собранието имаме квоти од 40% и тоа е еден пример кој што ни кажува дека таму каде што имаме квоти, жените тоа како може да бидат вклучени. Кај нас се гледа тоа и нели по присуството колку имаме и во студијата од мали нозе децата многу повеќе девојчиња одат на танцот колку што машки и тука се гледа таа родова нели поделеност. Според експертите во Македонија има легислатива за родова еднаквост и таа е многу напредена за разлика од претходните години, но за жал тоа е само на хартија. Денеска во Штип преку перформанс младите имаа можност да научат како да ја зајакнат родовата еднаквост.